сите и добро дојдовте во мојот нов влог, во кој што јас ќе треба да го исполнам моето ветување кое го дадов за 3000 субскрајбери, а тоа е да се тетовирам. Пред се тоа да се случува, јас сакам само да ве известам дека тоа не е одлука само заради 3000 субскрајбери, го сакав тоа одамна. Само што никако не можев да се решам да го направам тоа и сега си недав некако како причина да го направам тоа и си реков еве ќе си поставам цел кога ќе соберам 3000 субскрајбери, ќе отидам и ќе го направам ќе тоа. Така да тоа се деси за 3000 субскрајбери, сакам да ви се заблагодарам многу за поддршката која ми ја давате. Завчера бев на консултација за тетоважата и имам закажано денес во 5 сат. Прво сакав да правам на друга тетоважа која моментално гледате на екранот некаде. Али се откажав од тоа затоа што ми е некако многу голема, која направам па неа миниатурна, нема да ми се свиѓа толку многу, така да решив како прва тетоважа да не правам толку голема. А значењето на таа тетоважа ќе го има истото значење како што ќе има и ова, само што ете нема биде толку добро прикажано колку што сакав да го прикажам со таа тетоважа. Како и да е, тетоважата ја правам за мајка ми. На оваа тетоважа што ја гледате на страна нема да ја правам оваа, ама на оваа е прикажан знакот од лав, затоа што е лав во хороскоп, а исто така има и канџи и се што прикажува борба и она е најголемиот борец во мојот живот. Па сакав тоа така да го прикажам за таа тетоважа, или како што ви кажав, не се одлучив да ја направам таа тетоважа, туку ќе направам друга, што ќе биде помала и само ќе го има датумот на незиното раѓање, што мене исто така ќе ми значи, само што нема да биде толку символички прикажано како што прво сакав. Како и да е, не е толку битно како другите го гледаат тоа, туку за мене ќе има исто значење. Можеби ќе ја направам некогаш во животот и оваа втора тетоважа, што сега не сакав да ја направам оваа големава. Али ете, сега се одлучив за помала, значењето е исто и можеби некој мисла дека сум многу мал за да се тетовирам, не сум мал, имам 19 години и доволно сум созрен за да знам што ќе ми значи цел живот и дека знам дека никогаш во животот нема се покајам што сум го тетовирал тоа со тоа значење и значењето е исто сега и исто за 50 години. Тоа беше за тетоважата, ќе видите како се тоа после ќе изгледа, јас ќе носам камерата и таму. Не знам колку ќе трае влогов, али не е битно. Ова не го снимам како влог за да биде многу, да има многу содржини, туку сакам само да ви покажам дека тоа ќе го направам, да го споделам со вас, затоа што ви го видев како специјал за 3000 субскрајбери. И се надам дека ќе уживате во мој влог и дека заборев да напоменам дека јас имам многу страф од такви работи. Тоа е многу интересно затоа што јас на сите систематски и на такви работи многу мрзам крв и боцкање и не можам да поднесам. И на сите систематски во школа редовно си се онесвестував и не можев да трпам. И едноставно како фобија ми, едноставно не можам да трпам никакви игли, али еве денес се сретнам со други игли. Кога му го кажав тоа на тату мајсторот, ми рече дека нема врска и дека оваа игла е поразлична. Тоа е единственото нешто што ме теши, иначе знам дека ќе боли, али мојата желба за да го завршам ова е поголема од болката што ќе ја претрпам денес. Така да се надам дека ќе се сочувствувате со мене и дека ќе ви се допадне ова видео. Јас сега идам да се спремам и полека да си го фаќам патот, па се гледаме таму покасно. Страф ти е? Да. Не снимаш така. Колку? Колку многу ти е страф? Покажи со рачињата колку ти е страф. Усреднината се мала. Сад се замислам. Целиот. Сега што немаше никој. Мечка страф, мене не страф. Како? Без гајна. Пишеме сега долу. Да не се страшиш. Ќе направам се една цртка. Важи? Прва е, че ми имаш малко одигли околната се глупости, да. Ќе црките подržам како китираме. Ке направам се предна цртка. Среш?
И ке застанам да Чекай, да не стигнеш така? прео- Сериозно ти кажам, да ми река. Не бе, нема гајле, не Ајде. бе, ти нема гајле, таму нрава. Ево, слушај ме сега што ти кажам. Ќе направам една цртка. Добро? Ќе застанам да малце видиш како е филингот, да се соземеш, баш? Чим ќе се стабилизираш, после ќе продолжиме. Океј? Ќе видиш дека не е ништо страшно. Е, добро дојде. Како викаме ние традицијата, како беше? Го будиме змеот. Ќе го будиме змеот. Ќе го будиме змеот. Ајде. Нема вајда не почнуваме. Така, ајде, то нема гајле. Само изгледај. И како е тебе? А? Кога ќе ти утрне местото, нема да осеќаш тоа. А тука си гледам, виж? Како е, боли ли? Ај моли. Па, пак. Ена сме се сега. Мада пака. Фали се ребел и лама. Али? Али? До кајето тука? Не? Ја ближаме Facebook-то, да ближаме се изгоди. А после ќе ги пополнуваш ти? Аки ја полно само сега ги оближам дори, не? Да го освежиме малце. Така, охо-хо. Ти тегна? Како после Ишлер, Кока-кола чаша, охо-хо. Леле. Леле, рока. Ние те на благото се валихме мајки мои. Ке се направим кокица пресица. Добро да не лошото половина. Може да видам се? Ајде да видим. Не лошото половина, што ги избојаме. Готово е многу брзо, стварно браво. Ја да сега ќе вриштев. Трпам. Па не боли толку, гледаш? Така? Колку боли од 1 до 10? 8. Веќе не си девица. Не си веќе девица. Да, баш. Ка опнавме, да знаеш. Ама го поебавме, лелелелеле. Го изгоревме. Не се замари, значи, што сака да ставите зумати работа? Јас сум се и представила, не се замари, ти барем знаеш дека сум. Бебе, некад си сериозен? И вака кога цртам не сум, ако ми веруваш. Само кога е
жена ми и кога се карам со неја. Се ова на жена ти. Жена ми да чека дече. И ја како го не знаеш како ние сме луда фамилија. Приставата на се. И да ги ти рече, па не, он што ќе ти каже лудак. Можно е салага? Маце на твоја сметка шега. Каде е време и од нас ке не дупи така. Така да. Сега ние ги го дупиме. Ајде брате, уште иксу ти готов.